Искористувајќи што европратеник Андреј Ковачев сакал во Македонија да внесе негатори на македонскиот народ и нација, на кои од претходно им е забранет влез. Вака може да се протолкува одговорот на Македонското министерство за надворешни работи, откако Ковачев, гостувајќи на повеќе бугарски медиуми, побара Македонија да му одговори зошто му ја спуштија рампата на граничниот премин Ново село. Ковачев бил со уште четворица другари добро познати за македонската јавност. Би сакале да нагласиме дека во оваа група со која патувал и европратеникот Андреј Ковачев, имало лица за кои во Министерството за внатрешни работи има сознание дека представуваат ризик по јавниот мир и безбедност. Европратеникот Ковачев не е меѓу нив, но надлежните служби донале таква одлука поради групата со која патувал. Во автомобилот запрена граница бил и Милјан Врабевски, главниот финансиер на бугарските клубови во Македонија, кој се закани дека во сите градови и поголеми села ќе отвори бугарски здруженија. Ковачев гласот го крена дури до највисоките европски институции, па еврокомесарот Вархеи го осуди настанот. Категорично, защото беше прехварлена една червена линија, прекрачена една червена линија, а това е член на Европейския парламент да не бъде допуснат в страна кандидат. Тук не говориме за Венецуела или за Китай или за друга държава. Страна кандидат за Европейския съюз и партньор в съюзник в НАТО. Това доведе до много сериозни реакции от комисията, от комисаря по разширяването, от Европейския парламент, председателя на Европейския парламент и разбира се от българското правителство, от български политически партии. Бугарското МНР уште во саботата изрази разочараност од одлуката на македонските власти да го засенат според нив одбележувањето на Ѓурѓовден, кое се организирало традиционално со години во Струмичко Ново село. Но наспроти сега, кога највисокиот врв на ЕУ се вклучи во билатералните прашања, молк беше одговорот кога бугарски граѓани на чело со Џамбаски, но и пратеникот во бугарскиот парламент Костадинов среда Скопје Македонија ја прогласуваа за бугарска држава. Немаше реакции ниту кога се вееше знамето на Мара Бунева, а Македонија и Бугарија се прогласија за едно и се тврдеше дека нема македонски народ.